Евангелие според Матеј, 14 глава. Во тоа време гласот за Исус го слушна и четворовласникот Ирод, кој им рече на своите подчинети: "Тоа е Јован Крстител, тој воскреснал од мртвите, па затоа и стануваат чуда преку него." Зашто Ирод, откако го фати Јован, го врза и го фрли во затвор, заради Иродијада, жената на братот Филип. Бидејќи Јован му велеше: "Не ти е допуштено да ја имаш неа." И сакаше да го убие, но се плашеше од народот, зашто го смета за пророк. А кога му беше роден ден на Ирод, ќерката на Иродијада играше пред гостите и му угоди на Ирод. Затоа тој се заколна дека ќе и даде што и да побара. И таа, поучена од мајка си, рече: "Дај ми ја овде начинија главата на Јован Крстител." И се натажи царот, но заради заклетвата и гостите своји нареди да ја дадат, па прати да ја отсекоа главата на Јован во затворот. Ја донесоа главата негова начинија и ја дадоа на девојката и таа ја однесе на мајка си. Учениците пак негови дојдоа, го зема неговото тело и го погребаа и го известија Исуса. Штом го чу тоа, Исус замина оттаму со кораб во пусто место, насамо. А народот, штом слушна за тоа, тргна по него пеш од градовите. И кога излезе Исус, виде многу народ и се смилува над нив и ги излекува нивните болни. А на стемнување му придоја учениците негови и рекоа: "Местово е пусто, а и доцна е веќе. Пушти го народот да оди по селата и да си купи храна." Но Исус им рече: "Нема потреба да одат, дајте им вие да јадат." А тие му рекоа: "Ние имаме само 5 леба и 2 риби." Тој им рече: "Донесете ми ги тука." И откако му заповеда на народот да седне по тревата, ги зеде 5 леба и 2 риби. Погледна кон небото, ги благослови, ги прекрши и им ги даде лебовите на учениците, а учениците на народот. И јадеа сите и се наситија, и собраа 12 кошеви полни со останати парчиња, а оние што јадеа беа околу 5000 мажи, покрај жените и децата. И веднаш ги присили Исус учениците своји да влезат во коработ и да минат на другата страна пред него, додека тој го распушти народот. Па штом го распушти народот, тој се искачи на планината за да се помоли насамо. И таа вечер остана таму сам. А коработ беше веќе насред море и брановите го удираа, зашто ветрот дуваше спротивно. Но на 4-та стража преку ноќта дојде Исус кај нив, одејќи по морето. А учениците штом го видоа како оди по морето, се уплашија и рекоа: "Тоа е привидение", и од страв извикаа. Но Исус веднаш им прозборе, велејќи: "Не плашете се, јас сум, не плашете се." А Петар одговарајќи му рече: "Господи, ако си ти, заповедај да дојдам кај тебе по водата." Исус му рече: "Дојди." Па штом излезе од коработ, Петар тргна по водата за да дојде кај Исуса. Но кога го виде силниот ветер, се уплаши, почна да тоне и извика: "Господи, спаси ме!" Исус веднаш му подаде рака, го фати и му рече: "Маловернику, зошто се посомнева?" И кога влегоа во коработ, ветрот престана. А оние што беа во коработ му пристапија, му се поклонија и рекоа: "Навистина, ти си син Божји." Па откако преминаа, дојдоа во земјата Генисаретска. Луѓето тоа место, штом го познаа, разгласија по целата таа околија и ги донесоа кај него сите болни.
и го молеа да се допрат барем до крајот од неговата облека. И тие што се допреа, се излекуваа.